Марк Звердлинг е основал Generation Z пред 7 години, компанија за спортски маркетинг. Има тројца вработени. Клучот за успех го гледа во протокот на пари во готово, одговорноста кон вработените и снодливоста. Луѓето сакаат бизнис со мали компании, снодливоста е клучен збор, постои оптимизам за економската состојба и тоа е уникатна можност. Но во Сноудонија, велшки ресторан во Квинс, Њујорк, собственичката Кери Спилер наведува дека едва и прави профит 2 години по отварањето. Меѓу причините, големите сметки за електрична енергија и колку владата оданочува. Даноците беа најголемата лекција. Данок на вработените, треба да платите за невработеноста, данок на продажба. Сето тоа влегува во вашата месечна завршна сметка и, особено на почетокот, изгледа огромно. Првите лица на малите бизниси со кои што разговараше Гласот на Америка ги наведуваат и трошоците за здравствена заштита меѓу најголемите издатоци и ризици. Малите бизниси со помалку од 50 вработени не се должни да понудат здравствено осигурување, но тоа е неопходно за да ги привлечат и задржат вработените. Дейвид Росини е собственик на инженеринг компанија. Ги покриваме најголемиот дел од здравствените трошоци на вработените. Во бизнисот сум веќе 10 години. Секоја година здравствената заштита поскапува 20 до 25%. Тоа не може да го контролираме. Според неодамнешната економска прогноза на Банката на Америка и групацијата CFI, која што ги анализира потрошувачките искуства, на малите бизниси добро им оди во моментов. Но регионалната извршна директорка за мали бизниси во банката, Су Лонерган, вели оптимизмот да се земе со доза на внимание. Некои мали бизниси се уште се двоумат дали да трошат повеќе и да се шират, и тоа вклучува и вработување. Ги тревожи фактот дека ситуацијата може да се смени поради инфлација во примањата. Па сепа прогнозата покажа и дека американскиот претприемачки дух е жив меѓу генерацијата милениумци, родени 1980-тите и 90-тите. Многумина од нив сакаат да поседуваат мал бизнис и се оптимисти за економската иднина.